Добар ден и топло добри да ви посакувам на сите вас кои ова попладне ја следите програмата на телевизија Телма. Ви благодарам што ја имаме вашата доверба и што сте одново заинтересирани за нова спортска тема. И сите ние полека се приближуваме кон оние празнични денови и крајот на оваа година, но спротивно на тоа, мојот денешен гостин се движи исте како со голема брзина. Би рекла дека успешно ја заврши оваа сезона и со стил, иако скромно, најави дека следната сезона ќе ја продолжи едно ниво повисоко. Автомобилизмот е наша денешна тема, еден од најатрактивните, можеби најконтраверзни спортови, а во продолжение дознавате заедно со кого. Високите октани му се привлечни уште од детството, па количките со кои си играл на 6 годишна возраст ги замени со картинг. Тој е еден од најуспешните македонски автомобилисти кој комплетираше 3 сезони во италијанскиот Porsche Carrera Cup, па време е за нови предизвици. Следната сезона, потребата за висок адреналин, жежок асфалт, звуци на моќни мотори и тркање, тој ќе ги побара на престижниот Porsche Super Cup. Гостин во Ферплей со Јана е Ристо Вуков, Рико. Од автопатеките кои се веројатно едно од неговите омилени места, директно во студиото на Ферплей, ова попладне го пречекуваме Ристо Вуков и задоволство ми е да му посакам добри дојде. Ристо, повели. Знаеш дека нас ни е спортот омилена тема, затоа ми е драго што си овде. Исто така. Како си, дали си добар? Одлично, да. Па и треба да бидеш бога ми одлично, ако земеме предвид како ти финишираше оваа сезона и што кажа во најавата уште подобро, најави интересни нешта за следната. Дали си ти лично задоволен? Каква беше минатата сезона за тебе? Па секогаш, како велат, секогаш може подобро. Оваа сезона, за жал, од 6, да кажем, надпревари, 6 дупли надпревари, едната морав да ја пропуштам поради, ајде, да не искочи дека се жалам сега, поради финансии. Но генерално цела сезона беше турбулентна, многу удеси, многу контакти со возачите, доста пати бев исфрлан. Но и тоа е некоја школа за која сум спремен за она што следува. Споменав дека оваа сезона, односно престојната сезона е значајна за тебе затоа што практично напредуваш, поинаква конкуренција, поинаков концепт и Суперкуп кој што е под капата на Формула 1. Што значи тоа? Се приближуваш сериозно кон тоа елитно друштво, да кажем? Така, како што напоменав, овие 3 години возев со, да кажем, ист тип на концепција на возило, така да морав да го стекнам, да кажем, тоа искуство со цел да добиам шанса да се надпреварувам во овој светски Porsche Supercup, каде што е од, да кажем, најсилна, најелитен и најсилен шампионат во светот после Формула 1. Убавото е тоа што во овој шампионат се вози заедно со Формула 1, односно 8 викенди со Формула 1. Веќе 30 години Porsche Supercup има, да кажам, некој договор со Формула, така да ќе ми биде чест и задоволство што ќе бидам единствениот, можем да кажам, македонец кој ќе се надпреварува заедно со Формула 1. Уште како мал ми беше, ајде да кажам, најголема на сите на автомобилисти ние голема желба да видиме кој ќе те вршиш, што сакаш да бидеш, кога ќе пораснеш Формула 1 возач, што реално е многу тешко за наши услови. Додека возев картинг, ќе напоменам, возев со сегашни Формула 1 возачи, Карлос Сайнц, Пиер Гашли, кои сега возат актуелни Формула 1 возачи, така да, но условите се различни. Да, тоа логично е, нели, зошто, да прашам, зошто, да речеме, Ристо не стигнал до Формула 1 во меѓувреме, а тие стигнале. Дали финансиите, мораме да ги споменеме, бидејќи се можеби клучни на моменти, дали се тие единствената причина или имаат и дополнителни подобри, не знам, тренинзи, подготовки за да може да стигна до таму, што е клучно? Ке нас не се работи дали имаме талент или немаме талент, него се работи у некои многу ситни сегменти кои што, како што правевме муавет, да ви дадам сега 6 различни видеа од 6 различни возачи, вие нема да приметите никаква разлика. Додека, кога ќе оставите тоа на компјутер, се гледаат тие некои нијанси, различни, да кажам, перформанси во одредена кривина и така натаму. Така да, за жал, финансиите се она што ајдеме оттрнале, да кажем, од тој пат.
Патот за Формула 1 беше тој, картингот, сите почнале од картинг, па потоа Формула 4, Формула 3, Формула 2 и сега Формула 1, но тоа е тоа што мене ме закочи. Доаѓаме реално од мала земја, која што е тешко, ајде да кажам, да помага, фирмите многу малку помагаат, така да не се жалам, не се љутам, тоа е како што и со тоа што го имам, го правам максимумот што можам да го направам. Вечната дилема, што е пресудно за да се биде најдобар во оваа работа, дали возилото или оној кој што управува со него, и сега кај тебе процентуално ако треба да се изразиш, кој би бил соодносот? Па нормално возачот. Возачот е тој што ги кажува, ајде да кажам, тие некои ситници што фалат со цел возилото да се подобри. Ова е возило, да кажам, кое, значи сите возила се исти, нема различно возило, нема посилно, послабо. Сите перформанси се исти, за разлика од многу други шампионати, кај што варираат, кај што има, ајде да кажам, некоја политика, ставаат тежина, ги ограничуваат моторите и така натаму, овдека се буквално 35 поршиња, сите се исти, све е до возачот и до сетапот, односно подесувањето како ќе наместите ајде да кажам, да лежи возилото на патеката. Тоа зависи и од возачот, од тимот, односно инженерот, меѓусебната комуникација. Така да тоа е еден тежок процес кој треба многу време за да би го објаснил во детали. Истото возило кое што ќе добие нов брендинг, меѓутоа перформансите и начинот на кој што го управуваш тука ќе нема промена, така? Така, буквално се исти перформансите, додека ова е нов тим. Тимот е нов. Сега ова е важна работа. Може ли да ги споредиме, бидејќи бевте на ова беше првото тесто возење за предстојната сезона. Може ли да кажеш кои се разликите што веќе ги воочи меѓу стариот и новиот тим? Така, значи бидејќи овој тим паралелно се надпреварува и во Порше Карера Куп Италија, каде што возе до сега, воедно се надпреварува и во Светскиот Суперкуп. Морав ајде да кажам, да бараме контакти со други тимови кои се надпреваруваат во елитниот Суперкуп. Воедно тимот Томбара е актуелен шампион во конструктори во италијанскиот шампионат и возачот, еден од возачите кој беше шампион во истата категорија, така да кажам дупла круна на некој начин. Пред една недела бев на тренинг, на првичен некој тренинг, неофицијален, да се запознаеме, да видиме како они функционираат, на кој начин јас функционирам. Кога стигнав, доста ме опуштија, ми рекоа не си тука за да те тестираме, знаеме, се познаваме покрај стазите, се познаваме кој си како си, битно е да видиме на кој начин ќе работиш и дали тоа што ќе ти кажеме ќе го примениш. И можам да кажам сега, не сакам да се навраќам назад или да навредувам некого, имаше голема разлика во начинот на возење на возило, на управување на возилото, за разлика од пред тоа. И тоа е нешто ствари што јас овие 3 години го барав, а не можев да го добијам. Значи, пак е нешто што јас не сум механичар или не сум инженер. Требало некој да ти го укаже како такво? Треба некој тоа да го примени на возилото. Јас возам, некој треба тоа да го примени. Така да и стариот тим се осврнуваше на мене дека треба да тренирам многу повеќе, што, фала Богу, клучни се тренизите, но сега, на овој еден тренинг каде што температурата беше многу ладна, беше 10 степени, асфалтот беше доста ладен, јас бев 6-7 десетинки побрз од моето претходно време, што е, можам да кажам, премногу. И бев реално многу среќен, позитивно изненаден и од себе и од тимот. Тим кој има разлика, гледате дека тимот сака да победува.
Веќе е познато кои ќе бидат 8 ми рече, така? 8 патеки. трки и патеки на кои ќе настапувате и како ти се чинат? Има ли нешто што ти е најпредизвикувачки од сите тие? Има ли некоја патека што ти делува ризична, што можеби се плашиш? Како ќе изгледаш на неа? Па така, значи две од патеките, односно италијанските патеки ги знам како што се Мола и Монца. Останатите патеки се, ајде да кажам, буквално нови за мене. Јас ги знам вака. Дома врежбам, тренирам на симулатор, но никогаш не сум бил на нив, така да ќе биде еден нов предизвик за мене. Ке има можност да тренирам пред тоа. Во текот на месец април планираме да заобиколиме цела Европа, односно сите патеки и да направиме тренинзи, потребните тренинзи. Пак имаш подобра слика, како е? Така е, без тренинг не може ништо, како што кажав, и ќе ми биде предизвик Монте Карло, односно познатата патека на Монако, каде што е единствена патека кај што се вози само Формула 1 и буквално никој друг шампионат, така да ќе биде интересно меѓу тие, да кажам, тесни улици кои не дозволуваат никаква грешка. Ако не грешам, таму се возат најбавни трки? Па да, најбавни, реално најбавна трка, каде што не смееш да сгрешиш. И на некој начин таму и среќата битна, ако некој се удри случајно пред вас. Тешко е за претекнување, Тешко е за претекнување и можеш да не го избегнеш, затоа што нема каде, тоа се тесни градски улици. Верувам дека да, ти го сакаш адреналинот и брзината, тоа ни е јасно, не би се занимавал со ова во спротивно. Меѓутоа се случува ли некогаш ситуација која ги надминува твоите очекувања и она што еве предпоставуваш дека би можело да се случи? Значи нешто што во кое што се наоѓаш неподготвен? Така се лично на себе не ми се десило од некоја таква ситуација. Сум имал превртување со возилото години за со друго возило. Буквално не размислувам за тоа што би се десило и како би се десило. Имало моменти каде што имало пред мене излетување, буквално имаше баш на минатата трка во Муџело пред мене еден страшен удес, кај што буквално јас одев директно во нив. Значи беше или ќе биде некоја среќа, ќе се разминеме, или ќе удрам во нив и ќе биде тотална штета. Значи овие возила се доста безбедни, иако се премногу брзи, се доста безбедни. Не ти се случило до сега посериозна повреда или инцидент? Знам дека има излетување. Лично инцидент физички на мене не сум имал до сега ни еден, а излетувања безброј контакти. Твоите блиски како ги преживуваат, тоа ме интересира. Те гледали ли од блиску или почесто ги гледале снимките, односно откако веќе се ќе се случи и ќе заврши? Па најчесто, ајде да кажам, татко ми е тој што доаѓа со мене, ме прати низ трките, он е тој што ги гледал тие неубави слики, но со тек на време тоа е навика некоја, затоа што реално е стварно, навистина е стварно безбедно, може све да се деси, не викам не, но ете, не е пријатно, не велам дека е пријатно. Пример, мајка ми или девојката вика, некојаш ќе каже, ти си будала, дај престани со овие трки, до кога, како. Но тоа е нешто што ја од мали нозе го сакам. Мора да прифатат. Мора да прифатат и додека би можел, додека имам услови, ќе оправам тоа. За мене звучеше интересно дека си бил дете што пред се сака да си игра со колички. Зборувавме јас и ти пред официјалниот старт, барем мене ми се чини дека порано беа и подостапни, буквално човек во секоја трафика можеше да купи бурагу или било какви други колички. Имаш многу, ги чуваш се уште? Ги чувам, да, имам многу од порано што ми се, имам и некои нови. Без разлика што имам 27 години, имам таа желба некогаш да купам некоја такво мало возило и тоа е било нешто што, ајде да кажам, што ме навело во... Некоја има што е фаворит? Што стои, не знам, на полиција, ама таа ти е омилен? Сега, минатата сезона направив буквално по порачка бураго возило, од буквално возилото што го возам, од Поршето и од југот, ајде да кажам, што го возев порано. Имам неколку примероци од тоа и тоа, тие ми се да кажам најомилени, се уникатни, нешто што не можеш да одиш да го купиш, него е по порачка. Да, ова е добро што го спомна југото, ги менувам темите, но како ти се чини сега кога ги гледаш тие надпревари со југо? Откако отиде нели во сосема друг правец и друга класа, мерак ти е некогаш повторно да возиш југо затоа што... Така, желбата ми е искрено многу голема. Баш пред еден месец имаше надпревар на патеката во Белград на Ушче и бев да гледам. Така да, но е нешто што би ме навратило, да кажам, назад.
во смисол тоа што југото и Поршето буквално не се споредува, другачи начин на возење, другачија физика, така да е споради тоа не би смеел да пробам нешто друго освен да кажам ова возило. Никогаш не сум ги гледал тие надпревари, тоа што сум го прошол тој пат, што сум го прошол со подценување или тоа било прошло готово, него секогаш сум се восхитувал и би сакал, ете, може кога ќе завршам кариерата, некогаш ајде да возам. Повторно да го почувствуваш. Повторно да го почувствувам, да. И јас буквално ете имам дома еден од, си го чувам едното, да кажам, шампионското југо. И секој сабајле, ајде кажам, пред да одам да ги вршам своите обврски, го гледам и буквално од тука до тука насмеам. Да. Кој беше тој кој прв те фати за рака буквално и те однесе во картинг, да возиш картинг, ти ја исполни практично желбата која што си има? Тоа беше мојот татко. Беше случка, бевме во Грција на оние рентални, да кажам, на оние рентални патеки и седнав да возам со повеќе луѓе, како знаете како иде тоа. И го завршив газдата на патеката, дојде вика колку години има детево, кај вози, што вози, како. Тоа беше стварно прв пат, така почна, ајде да кажам, белјата, да кажам. И после тоа дојдов во Македонија и почнав да со некои тренинзи на патеката во Волково. Така започна целата приказна од 6 години. И си продолжи, да. Еве убави фотографии од веројатно и убави времиња, а тука имаме и пехар, среќна сум што го донесе. Кој од тоа време, која година е? Ова е 2003, односно мојот прв пехар. Прв пехар освоен? Да, и кога ќе ги видам дома, пример, имам 60 на 70 пехари медали. Буквално ме прашате за генерално за сите, нема да знам да ви кажам кој од каде, но овој секоја знам кај има посебно место, да кажам, у витрината и им е едно од најдрагите. Кршење на мразот. Кршење на мразот, на некој начин. Така. Низ сите овие години, кога беше помлад и дете, си имал прилика, кажа, да возиш заедно со некој од веќе популарните Формула 1 возачи. Дали можеби со некој од нив имаш било каква макар основна комуникација или не? Таму само се надпреварувате, не комуницирате и тоа? Не, за жал може сега се надевам дека ќе имам таа прилика во Porsche Суперкупот да ајде лично да се запознам со некој од тие Формула 1 возачи. Не сум имал до сега прилика да се запознам со нив, сум имал, ајде да кажам, од прилика да се запознам со 7-кратниот шампион во MotoGP, Хорхе Валентино Роси. Кога имам, мислам, на некој од овие слики. Го имавме тука на фотографиите. Да, додека оваа година во италијанскиот шампионат возев со Хорхе Лоренцо, така да ете едно убаво, позитивно, некој кој го гледаш, кој што сум го гледал како идол во автоспортот, во мотоспортот, да имаш можност да го запознаеш и тоа се едни најнормални луѓе како нас. Каков ти е впечатокот, бидејќи особено за Формула 1 има многу документарни емисии, епизоди, можеме и ние барем малку да дзирнеме позади сцените, меѓутоа реков ово е еден од најконтраверзните спортови, таму ривалството е големо и често ги гледаме возачите и во некои издание каде се нервозни, каде полемизираат за тоа дали се оштетени на било кој начин и делуваат арогантно по некој пат. Така, па секој возач е различен, можам да кажам дека глобала тоа што сум можел да видам ќе го напоменам Валентино Роси и Хорхе Лоренцо се најнормални возачи, односно не се некои што направиле таков резултат, па сега нема да ти прават муабет. Го нема тој. Буквално елита, тоа не, буквално е најнормално. Имаме одлична комуникација, пример со Лоренцо имам одлична комуникација од време на време, додека трениравме во текот на сезоната, да го прашам нешто за патеката, он отишол да тренира, ја не сум отишол да тренира. Буквално е најнормално да ти помогне, да ти каже нема тука да кажам некој глумење, ајде лудило, така да Добро. Тоа се така и треба да биде во спортски дух, така. нели? Верстапен или Хамилтон, кој е подобар? Хамилтон. Без размислување одговори, Да, добро. да. Еве и позади камерите имаме потврда дека е така. Ако можеш да возиш за некој Формула 1 тим, кој ќе го одбереш? Па дефинитивно ќе биде Мерцедес, не дека сум за Хамилтон, односно е тим кој еве неколку години
буквално се развива на другачија начин во смисол на технологијата. Значи за Хамилтон можам да кажам дека бил возач кој буквално не сум го сакал. Буквално но со тек на време кога ќе навлезеш, ајде да кажам, во неговата историја и во приватноста и во спортот. Така, целосно како фигура ти се допаѓа? Целосно како фигура ми се допаѓа и сметам дека е најдобар возач. Додека Верстапен воопшто не го сакам. Можам да кажам дека е одличен возач. Зошто не Број Верстапен? 1, но не го сакам карактерно. Дали е поврзано со ферплејот? Знаеме Лани како заврши сезоната, беше многу неизвестно, беше атрактивно за да се гледа тоа, меѓутоа потоа апсолутно истовремено имаше многу разочарувања. Твоето мислење кое е? Дали беше фер или не беше фер завршницата? Па реално не беше фер завршницата, требаше да се заврши така како што требаше да заврши нормално. Искочи не е фер, но тоа што е. За мене оваа година можам да кажам тоа е негова прва титула, таа минатата ја не ја признавам лично. Знаеш што, ја најбав за Верстапен, ама добро го почитувам твоето мислење. Има многу луѓе се да кажам за него. Но секој има право на своје мислење, така е. Уште една интересна работа, ритуал, односно правило кое го гледаме, мерењето на возачите. Еве кажи ми ти, после трка колку килограми губиш? Има некој просек или? Па нема некој просек, значи нас трката ни трае околу половина час. Зависи колку е, ајде да кажам, колку е динамична трката, дали ќе има прекиди или не, но се губи во еден, ајде да кажам, во еден тркачки викенд, ќе го земам од петок до недела, губиме од 2 до 3 кила сигурно. Во возилото е буквално премногу топло. Некаде прочитав до 80. Да, сигурно до 80 степени. Добро, како човек тоа го издржува? Ти веројатно кога си под адреналин не ти пречи таа топлина? Буквално е така, да. Значи ние имаме, ајде да кажем, пододела кои не заштитуваат од евентуален пожар или така натаму, кои исто така ладат. Значи имаат, ајде да кажем, мирис на ментол, односно се направени со некоја си состојка на ментол и буквално те ладат. Во моментот кога ќе тргнеме, кога ќе запалиме возилото, тоа све се губи. Тоа е нешто што од секогаш сум сакал да го разберам, а не можеш да го разбереш, тоа е нешто од себе, посилно од себе. Буквално ниту размислуваш за топлина, ниту за жет. Буквално се фокусира на тоа пред тебе и тоа е тоа. Дали овој тип на адреналин, кој што го чувствуваш додека возиш, можеш да го почувствуваш правејќи нешто друго? Не, никогаш. Нема замена, така? Нема замена, ја буквално еве се ќе пројде некој месец дена, два период од кога ќе се деси некоја пауза, јас ќе седам дома, ќе гледам тркиве, си викам ме фаќа дури на некој начин страф од тоа што го гледам, но ќе почнеш да го правиш тоа. Не, и нема нешто што повеќе ми исполнува од овој спорт, не може да се спореди. Ајде сега од патеките за надпреварување малку да се преселиме во градски сообраќај. Да те прашам приватно како функционираш. Прво, каков шофер си? Скопскиот метеж е нешто што те нервира и што ти пречи или трпелив си? Па, зависи од ситуацијата, дали брзам негде или не. Генерално сум, ајде да кажам, нормален возач. Глупо би било да кажам дека сум ултра примерен, дека... Одиме поред, чеки. Каков тип на возило возиш? Возам BMW, Добро. кој е прилично брзо возило. Нормално поради тоа што е брзо, некогаш сакам да поуживам, ајде да кажам, во него. Кога го правам тоа, гледам да го правам тоа на максимално безбеден начин, буквално да нема никој, да нема, ајде да кажам... Да не загрозуваш... Да не загроза некој, се може да се деси. Да, како што кажа, сега би било глупо сега да ви кажам јас сум примерен или вака, но секој од нас, секогаш, еднашка барем, му се десило да буквално стисне повеќе газ, што смее. Најчест прекршок кој што го правиш освен прекумерна брзина, добро? Тоа да го тргнеме на страна, има ли некој друг прекршок? Не знам, незастанување на пешачки премин? Не, буквално е тоа е нешто што многу почитувам, застанување на пешачки ми е, да кажам, правило број 1. Секогаш застанувам на пешачки, не ми се десило буквално некогаш да пројдам, а да не пропуштам пешак и да видам дека не сака да трга, ќе застанам па да видам што се дешава. Така да пешаците секогаш сум ги почитувал. Добро, казни имаш ли? Па казни нема.
Немаш? Нема. Како изгледаат средбите и полемизирања со полиција, сообраќајна полиција, на пример кога ќе те запре? Па има некои те познаваат, некои не те познаваат. Најчесто се движам низ градов, додека кога патувам на трките, одам со комбе, тоа ќе видат брендирано Porsche Carrera Coupe, како Добро, тогаш поминаш, веројатно што и за нив возиш. е Да. на некој начин убаво чувството бидејќи си амбасадор на Македонија, Така. нели? Тоа им е јасно кога ќе видат Така да и ќе генерално е прочитат. све позитивно од нивна страна. Какво ти е чувството тогаш кога си совозач? Дали ти е проблем да бидеш совозач? Најголем проблем. Не Ама можам. сигурно има проблеми на тие кои возат во таа ситуација, ако сугерираш или ако Еве не пример, можеш да... ќе ви кажам чист пример, еве кога патуваме, одиме со комбе, бидејќи не сакам реално да патувам со авион, избегавам, страф ми е. Да, се значи тоа плашам од превозно тоа. средство не. Добро. Тоа превозно средство не е и кога патуваме и по 1800-2000 км и си практикувам секогаш да возам јас. Буквално се дешава некогаш да му дадам на некој да ме вози, но тоа е, ја не можам да го искористам тоа за да се одморам, него буквално додека сум возел сум бил фокусиран, да кажам 50%, кога сум сувозач сум 100% фокусиран, така да не можам да се опуштам или да одморам, така да буквално не уживам кога ме вози буквално никој, секогаш коментирам, пази, гледај, кочи, стои. Да. Тоа ти доаѓа Тоа ми природно. доаѓа, да, А што природно. ќе кажеш за стереотипите или не се стереотипи дека кој вози подобро, мажите или жените? За тоа имаш ли расправи со најблиските, еве, со женските членови од семејството, девојка или сопруга? Сопруга. Сопруга, пријателки? Па така, би било глупаво да кажам, има и многу жени кои што се бават, да кажам, со овој спорт, но генерално ке нас и генерално е тоа така, секој жените биле послаби возачи затоа што не го гледаат, не се замарале за некој начин за возилото. Ти кога ќе видите, еве правиме муавет за дали колата била чиста или прљава. Секогаш се знае дека возилото на жената е попрљава него од возилото на машкото, така да тоа е све зависи од тоа што ве интересира. И да, убедливо се жените, ајде да кажем, полоши возачи. Ова тука што е на видео било, ја најдовме оваа фотографија. Која е ова? Да, ова е мојата Ова е сопругата? Сопругата, Дали да, ова е... значи дека имаш поддршка што се однесува до автомобилите и дека, например, ако нејзи се случи некоја незгода на пат или низ сообраќај, нема веднаш да ти се јави, туку можеби сама ќе се снајде, или? Можеби ќе се снајде, Да. обавезно ќе ме контактира. И тоа се се деси, консултира. ова ми светна на возилото, вака, онака, ќе ги кажам што е како, но генерално е снодлива и да, и максимално ме поддржува тоа што го Добро правам. вози? Добро вози, одлично. Но нон-стоп коментирам. Коментира? Да, јас коментирам. Аха, ти. Да. Добро, тоа претпоставував бегање. дека е така, нема бегање, Така да. Убаво е, само уште не те прашав таа дали има проблеми со твојава професија и работа, во смисла верувам дека те прифатила, но дали е стресно? Па нормално дека е Патува стресно. со тебе, доаѓа кога може Некогаш да доаѓа, некогаш не. Генерално, поготово е оваа година, следнава година ќе отсуствувам. Буквално 4-5 месеци нема да се приверам, ајде да кажам, дома. Така да и тоа е девојче кој сака да бидеш со нејзе, да прошеташ со нејзе. Ако некогаш има можност доаѓа со мене, кога нема можност не доаѓа, но генерално ме гледаат сите на телевизија, така да Како и ние нас Како- останатите, така е, така и таа. така е. Добро, пред да се разделиме, ти подготвивме нешто интересно, неколку прашања поврзани со сообраќајот и правилата. Правиме кратка пауза, потоа и малку да го подиспрашаме Ристо да видиме колку знае или не знае околу правилата во сообраќајот. Нашиот тим одбра неколку прашања кои што се дел од тестот за полагање возачка дозвола, онаа прва етапа, која што може им причинува главоболки на многумина, така што ако имаме и у вас такви кои се подготвуваат за полагање испит, еве неколку прашања денеска можеби ќе ги научат заедно со нас. Малку ќе се забавуваме и еве ќе погледнеме дали Ристо ќе успее да даде точни одговори. Првото прашање веќе го имаме на нашиот видеозид, вели дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак
означува што должина на патот со првенство на минување, оддалеченост од знакот до раскрсницата на која возачот дава предност на сите возила што се движат на патот на кој тој наидува и место на кое започнува патот со првенство на минување. Па ќе го земам пример третото. Иако искрено не знам. Второто било добро. Ако на грешките се учи. Така е. Ајде да видиме дали имаме следно нешто можеби полесно или потешко. Кој сообраќаен знак припаѓа на група знаци за опасност? Ова е полесно, јас мислам. Не, второто. Второто, ајде да видиме дали е тоа точно. Да, точен одговор еден имаш до сега. Може следно прашање или ситуација. Овие ми се омилени. Тука многу грешки правиме. Според правила за првенство на минување на крстосницата, прикажана на сликата, јас, односно оној кој што управува со возилото, што треба да направи? Да го пропуштам само возилото на полицијата со вклучено ротирачко светло, да ги пропуштам и двете возила или јас сум тој што прв ќе поминам на крстосницата? Мислам дека е првото, само треба возилото да го... Дали само возило со ротација на полиција? Да. Точен одговор втор. Имаме ли уште нешто? Еве повторно, крстосница, според правила за првенство на минување, да кажеме како би одел редоследот со овие автомобили, кој прв, кој втор, кој трет треба да помине. Значи ми ги кажуваш бројчињата поред. Може, да, слободно, види ситуацијата. Реков јас, ова се тие прашања што создаваат проблеми кога одиме да полагаме за возачка дозвола. Инаку, ова тестовите, да ти кажам, јас ги положив, ама не и останатите. Јас ги положив од прв, одма беше одамна пред. Еве, тука има некој без возачка, се уште. Ти кога положи за возачка? Па колку има, сигурно има 10, да, 9 години. Да, 9 години. Добро, а и помладци нема. Како одиме со редот сега? Од десно например, ќе го земеме 1, 2, па 3. 1, 2, 3. 2, 3, 1. Да, веројатно, зашто е и поблиску 2. Океј. Имаме ли уште нешто? До сега 2 неточни и 2 точни. Така, ајде сега да видиме, ова е веројатно последно. Најголема дозволена височина на сите возила? 3, 4 или 5 метри? 4. 4 метри, мислам, да. Точен одговор. Епа добро, од 5 прашања. Иначе не знаеш, буквално беше да, ова беше на среќа. Да. Еци, пеци, 5 да, знака. така беше. Добро, но познато популарно правило, како и да ете, добро. Интересно е, често пати мислиме дека знаеме голем дел од овие работи, бидејќи сите сме дел од и учесници сме во сообраќајот, но ете, добро е да се потсетиме на правилата. Ќе го привршиме разговорот со едно убаво нешто, а тоа е дека нашата поширока јавност, верувам тоа е добро и за дечињата, за сите кои сакаат автомобили, ќе можат твојот надпреварувачки автомобил да го видат во живо во Скопје. Кога ќе се случи тоа? Има ли сега прецизен тајминг или уште е рано? Планираме некаде од 9 јануар до 14 јануар. Се договараме со тимот за транспортот како ќе биде, што ќе биде, но генерално тоа е датумот кој планираме да го донесеме возилото со кое ќе се надпреварувам следната сезона. Ќе направиме некоја вид промоција каде што ќе имаме можност сите вие новинари, медиуми, потенцијални спонзори и поддржувачи да дојдат да направиме некоја презентација за буквално за шампионатот кој ќе возам. Исто така со некоја понатамашна организација сакам да го изложам возилото во некоја од нашите скопски, да кажам, молови. Тоа све зависи како ќе се организираме и така да ќе имаат можност пошироката јавност да дојдат да ги запознаат на некој начин со возилото што ќе настапувам, бидејќи навистина на телевизија едно во живо е буквално нешто друго. Поатрактивно и поубаво е, навистина е атрактивен овој спорт. Кај нас често ве споредуваме вие што сте неколку звучни имиња во автомобилизмот и покрај тоа што се надпреварувате генерално во различни типови и класи на надпреварување, но постои ли навистина тоа ривалство за кое што знае да се говори кај нас, па и по медиумите, дека некој некого не сака, дека не знам, дека сте во вистинска смисла ривали? Па јас сум, ќе бидам искрен, јас сум учел и од, ајде да кажам, ќе ги кажам со име и презиме како е некои возачи кои реално сме ние што ја представуваме земјата надвор во повисоки рамки, значи како Виктор Давидовски и Игор Иже Стефановски, значи јас сум пријател, другар со нив, сум имал можност да возам заедно со Давидовски, да бидам конкурент години. Има и такви ситуации, така. Со Иджи исто така имаме одлична комуникација, ми помогнал како мал, додека сум возел картинг, многу пати доаѓал на картинг патеки, ме гледал, ме поддржувал, така да би било глупаво да кажам дека имаме ние некаква си, ајде да кажам, одбивност еден меѓу други, буквално
Сите тројца сме на различни патишта. Едниот вози ридски патики, другиот вози кружни патики со различни автомобили. Ја возам кружни патики со сосема различен вид на автомобили, така да сум среќен што сите ние тројца, дај Боже да има многу повеќе, да ја представуваме оваа земја на најдобар начин и не гледам тука буквално причина да кажеме дека ово или ово е подобар. Нормално ќе има секогаш мовети, тоа е подобар, овој шампионат е подобар, но ја не го гледам тоа така. Добро, се надевам, можеби ќе имаме во иднина некоја прилика заедно да бидеме, па да се продискутира тоа на едно исто место, зошто да не. Ти благодарам многу. Ми беше чест и задоволство што дојде, затоа што мислам дека е вистински момент да најавиме што ќе се случува, тоа значи соодветно да ти посакаме нашиот тим многу среќа, добро здравје и успеси следната сезона и може таа идеја ми се допаѓа да се видиме следен пат па и на патека, зошто да не. Можеби на некој тренинг или таму каде што би можеле ние да присуствуваме со задоволство па да им пренесеме на нашите гледачи. Така, ви благодарам уште еднаш што ме поканивте да бидам ваш гостин. Се надевам дека сите вас ќе ви зарадуваме, ќе направиме некој историски голем успех за Македонија и да набиваме заедно. Така, се гледаме во некоја следна прилика. Ристо Вуков беше мој денешен гостин во Fairplay. Да, и убаво рече, некако ни доаѓа крајот на годината, тогаш резимираме што ни се случувало, но секој пат веројатно си посакуваме да биде подобро и поуспешно и јас верувам и се надевам дека така ќе биде за македонскиот спорт. Ние се гледаме повторно следниот викенд, бидете на Телма во 16:15. До тогаш ви посакувам да останете насмеани, ведри и расположени.